Угостителските објекти во Виница, Павлоден, патронот на градот, ќе можат да го искористат да работат со продолжено работно време од 2 часа. Наместо до 12 часот, работното време Советот денес едногласно им го продолжи до 2 часот по полноќ. Наместо целосен извештај од работењето на полициската станица во Виница, пред советниците беше презентиран само извештајот за работата на сообраќајното одделение за 2015-та, според кој за 11% се зголемени сообраќајните незгоди во однос на 2014-та. Советниците побараа посилни интервенции во контрола на малолетниците кои дивеат со моторите по улиците, а казните во висина од 200 евра паѓаат на товар на родителите. Од полициската станица се пожалија на намалениот капацитет на луѓе кои се ангажирани надвор од општината и не се во можност да ги сервисираат своите обврски кон граѓаните. Исправноста на водата за пиење во населените места и понатаму е проблем кој се решава, но се уште анализите покажуваат присуство на бактерии кои можат да бидат опасни по здравјето на луѓето. Анализите кои ги разгледуваа советниците се од месец марта, во почетокот на април во неколку населени места се интервенираше со фотоволтаични панели за автоматско хлорирање на водата, како и со поставување на цистерни во село Грлани. И очекувањата се дека следните резултати кои ќе ги прави Центарот за јавно здравје од Кочани треба да бидат негативни. Советот денес одобри 70.000 денари за ракометниот клуб Торо Спорт, кој беше домаќин на финалето за избор на шампион во пионерската конкуренција, а чии членови како освојувачи на сребрениот пехар во национални рамки се наградени од општината и градоначалникот Дончев со 3-дневен престој во Банско, Бугарија. Советот денес го усвои извештајот за работењето на кошаркарскиот клуб Славчо Стојменски, како и предлог програмата за работа на Комисијата за еднакви можности за мажите и жените за 2016-та. Беа разгледани и прифатени неколку барања за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти на неколку баратели од Виница, а градоначалникот Дончев најави и воредна седница за разгледување на локација во општина Виница, која би била најпогодна за изградбата на долго најавуваната регионална депонија.